денеска ќе зборам за зошто некогаш сами си го кочиме успехот и како тоа го правиме. И у суштина, ја ќе зборувам из оваа тема како настануваат психосоматски болести. Тоа се болести кои што умот му го прават на телото, ќе имаме посебен лайв за тоа. Но за дел денеска ќе биде исто така како настануваат психосоматските болести, зошто настануваат психосоматските болести. Дали можно ние сами некојаш да си креираме проблеми, дали можно некојаш сами да се разболиме и така натаму. Се до тоа ќе биде малку спомнато во овој лайв, ама ќе зборувам во суштина за нешто друго. На сам почеток сакам да спомнам нешто, па ќе се вратам на ова нешто на крајот од лајвов, затоа што ќе го поврзам. Како да се поттикне одговорност, особено кај младите, како да се поттикне одговорност, особено кај децата, како да се поттикне одговорност кај било кој што у суштина не е одговорен во врска со некоја работа. Сега, ајде да видиме што тоа што го правиме ние во околината која што не поттикнува одговорност. Да видиме некои работи функционираат и кои работи не функционираат и зошто некои работи функционираат и некои работи не функционираат. Ајде да кажем има некој дете или има некој, не знам, возрастен човек кој што не превзема одговорност или целата секојаш грешката му се повторува повторно или нешто ќе го замолиш да коригира, ама не го коригира никако тоа што треба да го коригира и така натаму. И ќе видиме кај таквите луѓе дека вообичаено тој им е навика да не го прават тоа и да бидат неодговорни, ама ајде да видиме како се однесува обично околината во тој момент. Обично околината во тој момент дава сугестии, дава инструкција. Некој човек ќе сгреши, без разлика дали е дома, на работното место, дали е дете и така натаму, е механизам, ама ова ќе го вратам после тоа на крај од овој лайв, поради тоа што ова е само почеток, пак имам еден среден дел кој што ќе биде стварно интересен и на крај ќе се вратам на ова што ќе го кажам сега. Видите како можеме да го искористиме ова се што ќе го кажам за да му помогнеме на некој човек кој што не се наоѓа во добра состојба. И што се случува кога имаме ситуација каде што некој дете е возрасен кој да не презема одговорност за нештото, 5 пати сте му кажале и тој не презема одговорност во врска со некоја работа, така. Е многу едноставно зошто? Затоа што кога на човек ќе му кажеме нешто без он да го разбере или он да има волност да го свати како неговите акции се поврзани со иднината, затоа што не секојаш човекот сака да размисли како неговите акции се поврзани со иднината. Колку од нас размислуваме нашите акции како се поврзани со иднината? Еј, чекај, ако го направам ова, ако денеска го испроduciram тој и тоа, ако денеска откажам од тоа да бидам по цел ден, не знам, излезен со пријателите каде што ништо нема да правам и за сметка на тоа ако останам на работното место и го постигнам таргетот, може да ќе ми се зголеми финансиите, може со зголемени финансии сакам да уплатам некој курс, може сакам да имам некоја патување и така натаму. Секако дека има ситуации каде што луѓето тоа го прават, ама знаете дека секогаш има такви ситуации каде што можеме да одлучиме помеѓу две нешта и многу често човекот наместо да одлучи помеѓу две нешта, го зима нештото на автоматизам. Фактички, автоматизмот е еден вид научена работа, но негативниот автоматизам, зашто има и позитивен автоматизам, негативниот автоматизам е всушност неодговорност. Разбирате се, човекот ставил животот да е на автоматизам, не размислува за своите акции и одеднаш ќе направи нешто што е негативно, што не е конструктивно, што не е одговорно и ќе се најде татко, мајка, предпоставен или кој да е, сопруг еден на друг си оправат ова исто и ќе му изнакажат колку се неодговорни, колку не е окей тоа што го направиле, ама самото тоа што кажуваме на некој човек што сгрешил повторно и повторно и повторно, тој и тоа што ние му го кажуваме го става на автоматизам, исто како што е ставил на автоматизам и грешката која што самиот тој е направил. Ме разбирате, значи грешката е на автоматизам, таа се повторила 5 пати, ама ние 4 пати сме му кажале на тој човек да не го прави тоа. Е сега и нашата сугестија да не го прави тоа е ставена на автоматизам и е дел од тоа несвесно однесување на автоматизмот, затоа што автоматизми се несвесни реакции на некој начин. Е сега, имаме позитивни автоматизми, има негативни автоматизми. Сега зборам за негативниот автоматизам. Значи, некој човек е направи грешка.
наместо да му придем и да му речеме, еј, да те прашам нешто, зошто ја направи оваа грешка? Од каде мислиш дека ти потекнал во оваа? Зошто закасни? Зошто мислиш дека го повторуваш тоа за кое што 4 пати разговараме? Што мислиш ти? Зошто ти се случува ова едно те исто? Гледайте сега, ако го запрашаш некој човек, зошто тоа му се случува, тој ќе почне да го користи својот ум. Може би за прв пат. Многу е, некогаш немаме трпение да седнеме некој и да го прашаме зашто ова ти се случува. А колку поубаво е да го прашаш отколку да му кажеш на некој. Се цело време некој човек греши и мајкава е научена, таткова е научен, не знам, бабата или тој човек кој што е на работното место да даде сугестија. Што сум научен ја, абе не го прави тоа, абе 100 пати ти кажат не го правиш, утре треба да не го направиш тоа, треба да го направиш тоа и тоа. Океј, ама тоа е упадство кое што не е според одлучноста, детерминизмот и одлуката на битието. Сега е одлуката од страна на надворешен фактор, кажаното е од страна на надворешен фактор, не е уочено и константирано од него самиот, кој што е извор и причина за неговите дела, него сега имаме надворешна сугестија како нештото треба да биде. И тоа е се супер доколку човекот е свесен и буден и сака да слушне, многу зависи како му го кажуваме тоа, но некогаш е потребно да некого прашаме, добро, зошто ова го правиш? Дали имало момент кога си одлучил тоа да го правиш? Дали има причина зашто ова го правиш повторно? Дали е нешто кое што едноставно е грешка со кое што сакаш на некого нешто да му кажеш? Дали е ова нешто за кое што ти имаш решение или немаш решение? Што е твоето решение како ова да не го направиш повторно? Гледайте, затоа што кога ќе го прашаш некој човек нешто, он го вклучува својот ум да размисли за нештото. Ама ако му дадеме надворешна сугестија, не го прави ова, немој вака, ајбе ништо не ти е, ајбе глупости правиш, ние му даваме на човекот сугестија која што у суштина го заобиколува неговиот ум и вклучувањето на неговиот ум. Ама не исто ако некој го прашаш, абе да те прашам нешто, 5 пати ја правиш истава грешка, сакам да знам што мислиш, зошто го правиш тоа? Имаш ли причина зашто тоа го правиш? У најмала рака, веројатно нема да ви каже, слушај, го правам тоа затоа што го слушнав на жаре предавањето и ми текнува на една случка од 4 години која имам и од тогаш сакам да ти вратам. Не, тоа нема да го каже, затоа што може и да е така, сцената нема да му текне на тоа, у тој момент барем, ама ќе почне да го вклучува својот ум зошто тоа го прави. Кога ќе почне човекот да го вклучува својот ум зошто тоа го прави, излага од автоматизмот на повтореното нешто. Затоа што никој не го прашал зашто тоа го правиш. Има ли причина зашто ова го правиш? Ајде да дискутираме за ова. Што може да е у позадината на ова? Замисли некој пријателски случај, ти правиш грешка на работа и некој цело време ти кажува нешто и ти дава сугестии и те кара и ти се за да се заштитиш од карањето, ти не го слушаш тоа што е сугестијата, него сугестијата ја зимаш у автоматизмот на грешката која што можно е да се случи пак. Не викам дека ќе се случи. Ама замисли имаш некој добар шеф и ти вика, абе да седнеме, сакам на кафенце. Глеј, може би сгрешив минатиот пат, ти дадов сугестија, сакам да знам кое е твоето решение, ова го правиш, и сакам да знам зошто продолжуваш да го правиш, дали имаш некоја причина, дали мислиш дека е нештото подобро на тој начин, или немаш решение за ова, или зошто ова ти се случува, зашто ја повторуваш цело време оваа грешка? Што е причината поради тоа? Колку пати сте виделе вака да се справат работите и колку почесто се виделе ќе ти испокара некој, ќе ти каже да не ја правиш, он ќе ти каже само не ја прави грешката пак. Ништо не ти кажал со тоа. Тоа што ти кажал не ја прави грешката пак, само ќе влезе во автоматизам во склоп на грешката која што автоматски тој веќе ја направил. Така да, човекот за да ја освести иднината и за да ги освести своите дела, он мора да го вклучи умот. Зошто тоа го прави? Затоа што умот и телото се поврзани. Така, ама ако умот е на автоматизам и не препознава, значи дека у тој момент, барем за тој момент, не е вклучен и не функционира. Но ако умот се отвори и ако почне да го користи
својот ум човекот, он ќе почне да ја зголемува својата одговорност. Затоа што свесноста на умот е првото нешто кое што мораме да го направиме и да го постигнеме за човекот да може да ја зголеми својата одговорност. Интересно е, и ова имам поента зашто го кажуваме, зашто го јаснувам сега на почетокот, затоа што денес ќе зборам за интересна тема, бар мене ми е интересна. Се надевам дека ќе ви биде и на вас. Но може ли сте имале ваква ситуација? Ако имате ваква ситуација, ако некој дете постојано нешто прави, ако сопругот нешто постојано прави, не му давај сугестија да не го прави тоа. Мислам, си го направила тоа 100 пати до се. Прашај. Океј, зошто? Ви гарантирам дека у 90% случаи нема да знае. Ама океј, ако не знае. Така, ако не знае, ама барем наредниот пат почнува да размислува кога ќе се фати у таа ситуација, затоа што умот почнал да бара решение за тоа, нема да е истата ситуација наредниот пат. Дури да се случи такво нешто наредниот пат, повторно прашај го. Океј, што мислиш зошто ја правиш оваа грешка? Што е твојот увид? Имаш ли некоја идеја? Зошто грешката би ја направил? Дали затоа што јас сум ти кажал или мора би ти... Затоа што човекот ако не ја превземе одговорноста сам да види и да сака да е одговорен, он ќе повторува грешката, некојаш зинат ќе повторува грешката. Затоа што тоа е начинот да врати, тоа е начинот да победи у некоја глупава игра со друг човек. Едноставно, грешките за некои луѓе и кога сме нецелосно свесна состојба и подсвесно правиме грешки, правиме работи за да се реваншираме на многу луѓе околу нас. И фактички тоа ми е насоката на овој лайф. Дека многу често ние сами, минатиот пат сами си допринесуваме за својот неуспех. И минатиот пат зборував за одлуки, зборував за страв и цртав еден графикон каде што во даден момент човекот ќе донесе некоја глупава одлука од минатото и продолжува животот да му се однесува, да му тече на погрешен начин само затоа што донел погрешни одлуки и тој ја донел таа погрешна одлука во некоја афектна состојба, во негативна емоционална состојба, кога бил љут, кога бил гневен, кога бил огорчен, донел некоја одлука, ама, видите се, таа одлука која што човекот ќе ја донесе, после тоа може да го прати во животот и требаме да бидеме во способност да ги ревидираме тие одлуки и да ги освестиме тие одлуки за некои работи кои што сме ги направили. Сега денеска одам се на главното, на поентата, па ќе го запамтим овој дел за прашањата, затоа што ќе имаат свој бенефит, ова што го кажав на крајот од овој лайф. Она што се сакам да го објаснам е дека умот на човекот снима слики, ова не е моје објаснување, ова ако земете да ги читате делата на Рон Хабард, особено од Дианетика, книгата, објаснува таму дека умот снима слики и има една фотографска меморија во која што има многу перцепции или сензации, има снимено во тие слики мирис, емоција, топло, ладно и така натаму. Сега, можете да го видите самите вие ова, дека ако ве прашам да се подсетите на последен момент кога сте биле на убав одмор, ќе ви дојдат слики од вашиот ум и вашиот ум во секоја секунда ги снима тие слики, ама тоа што е интересно е дека ние не сваќаме дека умот снима слики, нели? Вие сега ме гледате мене, но вашиот ум во овој момент снима слики од телефонот, од мојот, од мене во екранот ваш, од мојот звук, од сето тоа што е во вашата околина. Притисокот на столицата која што седите, може би си пиете кафе, може би има пуштено позадивна додатно телевизор, може би сопругот е до вас, може би некој готви. Сето тоа е дел од снимката заедно со мене во вашата слика. Ме разбирате, затоа што вашиот ум снима се од тоа што се случи и вашиот ум носи копии во вас од се нешто што се случило. Знаете како што ставаме сега слики по Инстаграм од јадење од едно друго трето, Инстаграмот е фактички нашиот ум. Ме разбирате, Фејсбукот. Сите тие сториња, кога речете и стори стај овој стори, тоа му е животот му е стори. И целиот живот е едно големо стори кое што и потекна од многу рано време и се до сегашен момент, само што тие сториња за жал ги забораваме, некојаш дури од самите нас нема архива за сториња, него едноставно таа архива има, само што
некојаш некои од тие стори ни идат во подсвеста, некои од тие слики, некои од тие инсерти, некои од тие... Иначе умот не прекинува да снима, чисто да знаете. Значи умот постојано снима. Вашиот ум нема стоп копче, како што има да кажеме лайв, Facebook лайвов, можам да го прекинам сега, умот не може да прекине да снима слики. Сега, не може да прекинете да снимате слики ни кога сте под анестезија, не можете да прекинете да снимате слики ни кога имате болка, само што се намалува свесноста во тие моменти, тие слики, тие инсерти влагаат во подсвесниот или реактивен ум, како што го кажува Хабард. И дадени стимулации во околината, мириси, дразби, ако ги има во тие слики, се активираат повторно. Може би некој човек бил на операција или имал некој неубаво искуство од болницата и сега ќе влезе во болница, ќе помириса мирисот на болницата, му се враќа стравот од претходното искуство, може би како дете кога му ставале инекција или што и да е, немам појма, му ваделе крајници или му ваделе умници, му ваделе заби и така натаму млечни заби, може и умници на стари години. И има страв. Од што? Од стоматолог има страв од доктор, има страв од што и да е. И тие стравови ги зборев дека се дел од нашиот ум, ама денеска сакам да зборам нешто интересно. Тие фактички слики се поврзани по сличност во ланци во умот. Умот има како гранки од едно дрво. На дадена тема се групираат тие слики и тие слики, например, од трауми поврзани со фудбал. Паѓања, кршење на раце, не знам, некој ти го земал фудбалот кога си бил мал, тие се заедно групирани, идат заедно. После тоа имаш трауми на тема училиште. Секојаш кога сме добиле единици, не знам која тап со ленјер немавала учителката, траума, оди спрашување. Сите тие се на еден куп, на дадена тема. Имаме трауми кои што се на тема љубов, од момент кога си гледал таткото и мајка ти како се карале по дома, тоа е љубов, не? Па до момент кога првата девојка ти раскинала, па до момент кога не знам што и да ти се случило нешто негативно на тема љубов, има такви ланци, гранки на тема љубов. Значи сето тоа се слики. Гледате колку интересно. Духот ние имаме тело, но она што е интересно е дека ние имаме слики во нашето. И тие слики ги носиме со нас. Сега тие слики се под наша контрола, некој не се под наша контрола. Зашто ова ви го зборувам? Затоа што гледате колку интересно. Тие слики од минати неубави моменти можат во дадени моменти ние самите да ги активираме затоа што ни служат. И името кој што на тие слики, значи тоа се трауми од минатото, фактички во генетиката ќе видите ги вика енграми. Хабард, зборот енграм значи трага, запис од нешто лошо што ни се случило, и тие енграми се поврзани меѓу себе по тема на сличност. И градат набој во тој негативен ум, во тој реактивен ум, и тој набој ни се активира, и тој набој се сите тие негативни емоции на тонската скала, и тој набој е сето тоа викање и драње кое што таткото го има по дома, и тој набој е тагата и плачењето на мајката, и тој набој е стравот на некој околу вас, и тој набој е тагата кое што некој човек постојано има, или огорченоста, или само понижувањето, или каењето, сето тоа е набој. Сите тие негативни емоции потекнуваат од тој негативен ум и фактички во дадени моменти ни се случиле тие работи, сме ги задржале тие како снимки, и што се случува во даден момент, пап, ништо, и продолжуваш понатамо, така? Но некои снимки кои што ќе ни се случат на нас имаат поголем ефект врз нас и некои имаат помал ефект врз нас, и тоа е нормално. Така не е исто, например, ако загуби човек од фудбал и ако му почине татко му или мајка му, татко и мајка му имаат поголем емоционален набој, ако се деси нештото, отколку ако некој не знам, му го земат фудбалот како мало дете. Иако, пак ќе кажам, работи се индивидуални. Често ќе најдете некој дете кое што поголема травма му е папагалчето, која му умрело толку, не знам, што му се случило, починала баба која што не ја видел. Не разбирате, или не бил толку близок со неа. Но она што сакам да го кажам сега, дека имаме дадени ситуации на тие слики од негативни работи што ни се случиле. Сте видели ли некогаш ке има на некој човек ќе му се деси нешто што не го сака? Некоја неправда ќе му направат. И таа неправда е за него болна. Ама дали сте видели дека таа неправда ја држи он? Што ми наприме, мамо? И он неправдата ја држи. И сега таа неправда, ти го гледаш дека човеков ја држи,
саат време детево, 2 сата. Сте виделе така сопруга, ке се скараат. Жена ја држи неправдата. Колку години? 2, 3, 5, 10, може да и 2 сата. Сте виделе некој човек колку држи, што вика држи љутина? Гледате што е држи љутина. Он ги држи сликите од искуството кое што му се случило минато. Не ќе да ги пушти. И ги држиме тие слики. Зошто? Затоа што со тие слики почнуваме да ја контролираме околината затоа што ни изгрешило. Како ќе ја вратиме? Па ќе ја вратиш на тој начин што нема да избориш, затоа што она ќе свати дека те повредила тебе и затоа што ти си повреден бре и ранет си. И не ти иде више у животот заради нејзиното неверство и затоа што она направила нешто и тебе не ти оди у животот. Ти го држиш тоа. Знам дека изгледа чудно, ама ние го држиме тоа. Зошто? Зошто не продолжиме понатаму? Зошто мораме тоа искуство да го земеме и да го држиме? Ме разбирате, луѓето го држат нештото за да врати на некого нешто. И фактички, он го објаснува тоа, тоа се дадени ситуации со кои што сакаме да добиеме сочувство од околината. Сакаме да ја растажиме околината. Сакаме околината да ја направиме пријателска расположена кон нас. Замислете, има некој дете добил болку у стомакот, некој го удрил или така натаму. И сега детето има непријателска околина и татко му, мајка му вика затоа што не знам, суспал за на училиште, ама кога ќе почне да го фати стомак, не да е Боже да почне да кашла еден периодов, да видите како тато и мама се подред, не сме да му писне, не сме глас да му повиши. Зошто? Затоа што детево ги ставиле у ред и тато и мама и сите. Зошто? За не се караат, за не му викаат на него. И што прави детево? Детево на еден или друг начин ќе активира нешто. Не ќе да иде на школа. Не е спремен за испит. И одеднаш, пуп, му се јава болку стомаков. Чудотворно некако ја активира. Имав такава една ситуација со едно мало момче. Не сакаше да иде на школа и сега го боли стомак и сега. Ја почнам да го прашам, така не му викам сега, бе, шо ти е, зашо те боли стомак? Не, ја викам, слушај, да не се деси нешто, да не имаше некој проблем. Имаше ли нешто со кое што се соочи, периодов кој што не можеше да го средиш и можеби решение за тоа што не можеш да се соочиш со тоа е да некој човекот, знаеш, правиме глупави работи, некој човекот ќе се разболи. Децата знаат да ти кажат. И дето ми вика, бе, сакав да се разболам за да не идам у школа, ама не знам дека волку многу ќе се разболам, ми вика. Затоа што одеднаш стана време во убаво и стана време во топло, требаше излагаме на фудбал, он стварно болен. А вика, ја почнав, не ќе идам на школа затоа што имав тест, ама не знам дека вака нештото ќе ми се деси. Сега гледайте, многу често во животот ние не сме свесни дека го правиме тоа. Не сме свесни дека го правиме тоа. Ама ќе имате многу ситуации каде што човекот во дадена ситуација за да избегне нешто, на него ќе му се вклучи нешто во некој момент, глава ќе го боли, мигрена ќе го боли, сопругава не сака да спие со мажот веќе не знам колку време, затоа што може мажот инсистира поише колку што за неа е реално, и женава цело време на мажот кога можеби сака да водат љубов, глава ќе ја фркне. Глава ја боли. Ми вика, бе, цело време глава ја боли, кога треба нешто да се деси меѓу нас. Глава ако ја боли цело време у тој момент, можеби она не разбира и самата, гледате, луѓето самите не разбираат дека у тој момент нештото го вклучуваме автоматски, ама можеби не сака нешто да направи, бум, оправдание, главоболка. Оправдание, стомак ме боли. Зошто? Затоа што гледате што кажува. Вели, тоа се слики кои што ни служат. Ќе прочитам еден текст преубав од Хаберт, многу интересно откритие, вика, што се тие слики кои што ни служат, затоа што зборевме дека тоа се слики од умот. И вика, тоа е дел од ланец на случки, затоа што тие се поврзани меѓу себе, кои што индивидуата ги користи да привлече сочувство или соработка од околината. Ме разбирате? Сочувство привлекува со нив или соработка од околината. Тој ги користи тие енграми или негативните случаи што ни се случиле, за самиот да се справи и да ги справи другите. Ето, он со тоа се справува со баба му, зашто ја справил љутината на баба му.
Ме разбирате, се справил љутината на татко му више не е љут кога го боли стомак него. Разбирате? Девојче качало температура, кашла, леле, никој не мисли за испитот што она треба да го полага, никој не мисли да со паника корона да нима. И се вика, човекот ги користи тие енграми за да се справи себе си или другите и околината, од кога тој самиот сватил дека не успел да се справи себе си, другите или околината. Ако човекот не успее да ја справи околината со разумен напор, некојаш има тенденција да се обиде да се справи на водници со околината на тој начин што не му е добро више. Ово не му е добро. Он не успел да се разбере со шефот со комуникација, затоа што шефот очекува од него да дојде у недела, он сабота вечер ќе се разболи. Шефот вика, овој намерно ми прави ово. Можно е. Ама вработениот сабота вечер што се разболува не сваќа дека можеби стварно тоа го направил намерно, затоа што тоа е автоматизам, затоа што неодговорност е автоматизам. Ме разбирате? Почнам да зборам за тоа на почетокот од овој лајф. Но, гледайте, ако ние не успееме да се справиме со нешто со нашите напори, ни треба некојаш оправдание, затоа што тешко ние да си признаеме, чекај бе, ја не се справив со овие препреки, со моите напори, ама за да добиеме сочувство од околината и за да ја контролираме околината, некојаш почнуваме тоа да го правиме со ниски емоции. И тие ниски емоции вклучуваат ќе се разболиме, не ние како што треба, ово ме разочара. Кога ќе видите некој, ово ме разочара, ќе рече ме разочара, тој сака да те контролира. Со што? Го зима тоа што сум го направил ти на него и ти го враќа тебе. Како? Па нешто си му направил, барем он мисли дека нешто си му направил. И се ти си го разочарал и он го активира тоа искуство на дека нешто си му сгрешил и го држи. А разочараноста што е? Држење на некој искуство што ни се случило. Ништо друго не е разочарувањето. Гледате едноставна дефиниција. Разочараност. Нешто ти се случило, наместо да го пуштиш, ми кажеш дај шибам понатаму, да ги надминам препреките, не. Сега е време за пауза у животот, викаш. Разочаран сум. Да, ме разочара. Многу сум разочаран. Разочаран сум све. Фактички што викаш, дај да паузирам малку. Од работава, од буткањево, надминување на зашто сега сум разочаран. И у суштина, ако сватиме дека, ако речеме, чекај бе, нема грешка, нема неуспех, зашо не само продолжам понатаму? Ние нема да ги активираме тие негативни искуства од минатото, затоа што некои негативни искуства од минатото ни служат. Ќе ви кажам пример за мене. У работнички тренирав. Бев еден од подобрите играчи. И кога и да игравме и да победувавме 10 разлика, мене коленото никогаш не ме бореше. Ама беше тесна ситуацијата. Ке играме со МЗД, ке играме со некој друг тим. И така натаму каде што се крши резултатот и затоа што ја бев тој кој што требаше да одлучам утакмицата. А малку некој ќе ме допреше за коленото, ама коленото веќе претходно ми беше повредено. Коленово ќе почнеше да ме боли, ама ја ќе почнам да кривам. И тренеров наместо да ми вика, Жарко, ти кажа, не ја реши утакмица, тренеров не ми вика у тој момент кога ме боли ногата, мене ме боли ногата, нели, и ја излагам надвор кривејќи, и кривам, и доаѓа тренеров вика, батали, утакмици, све, бе, дете, најбитно е тебе коленото ти е добро, како успеавме вака, не се секире. Вау, викам, ли ова функционира со коленово? Ми кривам до дома. Мајка ми е супер и татко ми е супер, која кривам одлично. Топе. Добивам све. Патики тато. Патики добиваш бе, шопај ти. Голема работа. Ама претходно кога не е било повредено коленово, патики не сум добивал. Сега коленово патики добивам. Сега гледам девојката доаѓа. Ма ме масира за коленово. Супер. Топ. Викам, гледај како контролирам бреја све. Со што? Со повреда. Вау! Корисна работа си, викам ја, Гледаш? Нареден пат, пак утакмици, ама мене пак коленово ме боли. Шо ми се случи сега пред некое време, може има пола година, седиме у еден кафич тука и ме сретно еден пријател кој што не го знае ова, така што јас сум го осознал после тоа у мојот живот. И ми вика, вака, со сочувство, со тага. Бе, Жаре, колената да не ти беа, каква кариера ќе направиш. Ја го гледам, си викам, од тоа сочувството, викам, баш заради тоа, веројатно и ги повредив колената и
ми има значење моите колена. Ме разбирате? Зашто не станав кошаркар? Зашто не направив кариера? Па заради корената. Ме разбирате какво убаво оправдание? Тоа супер оправдание. Сега, ова е малку интересно ако навлеземе длабоко во сето ова, ќе видиме дека секој човек си има свое омилен тип на оправданија кој што ги користи за да добие работи во животот, за да се оправда за своите неуспеси, за да покаже на светот дека не е он крив, колената се. Разбираш, кај да не ми беа колената, ќе игра во НБА. Така, само колената да не ми беа. Тоа колената да не ми беа и тоа сочувство. Гледате, тоа се моменти за да добиеме сочувство во животот. И сочувството кој што го добиваме, ние мислиме дека е убава работа и дека е обстанок. И сте ги виделе луѓе кои што цел живот се професионални давачи на сочувство. Ке видите некоја бабичка, некоја жена, леле, о кутро дете, леле јаден тој, леле шо му се деси? Греота, ама греота, леле бе дете греота. Вау! Викаш се греота. Замисли, цело време некој греота ти става, греота у твојот живот, греота шо? Бе тој греотка е. Ау, каков е греот. И така со некоја фацичка ќе ви направи така. Викаш, глеј колку го жали овој. Го жалат. Има некои луѓе кои што почнат да жалат како да, не знам како да ви кажам. Како да уживаат у жалењето на други луѓе. Сте видели, имате некои луѓе, почнат некои други да жалат, треба да видат нешто дека не е добро и почнат со жалење. И тоа жалење на другите луѓе, уствари не е добро. Не е добро. Зошто не е добро? Поради тоа што тоа сочувство, тоа внимание на ти си греотка си, зашто кога некој ме жали си викаш греотка овој, те намалува тебе како битие. Прво, зашто греота сум. Не сум греота. Така, не сум греота јас. Не ме жалете, никој не е греота. Ама моментот е кога човекот ќе сака да стане греота, у некој момент си вика, преку главниот живот. Дај бе, ќе му текна на него нешто да му се деси. Греота да го сожалуваат и за жал. Некој знае да се случат тие работи, ама не се случуваат секој, затоа што ние сме јаки, ние сме упорни и не значи дека ќе ни се случи тоа. Ама муабетот што ми е да не се донесеме у ситуација каде што ќе бараме оправданија за неуспесице. Тоа ми е поентата. Поентата ми е како да му помогнете на некој човек, да го вратам сега сето ова кое што го зборев од претходно. Ке дое некој на некој и ке му каже, греота си не успеа, греота. Види го овој за жалење. Некоја сте виделе ке доеш дома, си среќен, си насмеен, го освојуваш сето да на никој не си му интересен. Ама почне нешто да те боли, да не си јарен, да не си добар. Вау, како другиве да су согласно со тебе, они те прифаќаат, тоа ще гледаат сам. Си викаш, чекај бе, мене за да ме видат луѓево, за да ме сватат луѓево, за да сум у комуникација со нив, за да сум им реален, си викаш да не треба нешто да ми фали. Затоа што луѓево на таа фреквенција греота е, они многу ќе ти дадат афинитет и љубов, а не треба ти ја дават на таков начин, треба ти ја дадат на убав начин за сите напори кои што ги правиш у животот, и ако ја утнеш работа, ти се соочиш со препрека, не да ти речат греота си, или не да ти се дерат, него ти речат, можеш. Имаш ли некоја препрека која што не успеа да ја справиш овој период? И како решение за сето тоа, може би да е оваа ситуација. Човек го рече, не, он не ќе не да види. Ама, зашто ви го кажувам? Затоа што, греота е, или друг е да, не глуми лудило, ништо не ти е, и тоа не е окей. Не глуми лудило, ништо не ти е. Зашто човеков за да му докаже дека му е, коленово 3 пати поише ќе го боли. Стомаков 3 пати поише. Што бе, тато, не ми веруваш, Не ми веруваш? Не ми веруваш? У болница ќе заврши. За да му докаже дека му е нешто. Не, ни едното, ни другото не е окей. Ни не глуми лудило, ништо не ти е. Ни леле греотка е. Дај се ја околу тебе, све ќе ти дадам што не си добил кога си бил добар, ама сега затоа што си болен све ќе добиеш. Што му давате како сигнал на тој глуп реактивен ум? За да добие треба се разболи.
И некои луѓе, за да добијат све нешто, не се разболуваат, нешто ќе му е. Зашто тој механизам го фатил од универзумот. Не, на човекот треба да му се даде најголема награда кога ќе направи нешто добро, кога ќе има успех, кога ќе се заложува, кога ќе иде напред. Кога ќе идеме на препрека и кога ни е тешко, ние сме на чекор да го искористам таа слика од минатото и нешто да ти биде, или да дадам газ понатаму, без разлика на колку разочарување и болки идам и да продолжам понатаму. И околината ваша може да ви помогне или да ви одмогне. И ако имате околина која што ќе ти рече, еј, како можеше подобро да надменеш ова препрека, ти толку си јак што можеш да надменеш ова препрека, нареден пат ќе ја надменеш. Ама тоа се големите луѓе. Големите луѓе се изложуваат на ризик. И у тој ризик имаш болка. Ама знаеш зашто те чувствуваш тажен? Зашто многу си се вложил, бе синко. И затоа што многу си се вложил, тоа е одговорност. Човек што не се вложил не е одговорен. И тој што ќе се вложи ќе биде изложен на ризик и ќе може да губи. Ама ти си голем човек. И синот го гледа и ка, тато, да. И сакам да се обидеш пак, синко. И само продолжи понатаму. А не татко му ќе ти реков, бе, грешка, бе, ти не ме слушаш мене, бе, ништо не ме слушаш. Ајде, пилиштарец не еден. Јас 100 пати ти кажав, и сед, кај синов сгрешил, кај околината е за нигде, и синов, за да не го слуша више татко му, што му збори, пуп, нешто ќе му се деси. После тоа доаѓа, бе, синко, ништо, не ти ова, не ти е мајка му, ово и оне. Нема потреба од тие работа. Прашете го. Не му кажувајте што да прави. Прашете го. Што ти се деси? Имаше ли некој обид? Мора да имаш обид у животот. И ако човекот ги надмине препреките, тој неуспех, он не го држи како разочарување. Кога човекот го држи неуспехот како разочарување, кога не продолжува понатаму, кога не се залага за повеќе, кога не сака да помине низ наредната препрека. Новак Џоковиќ, знаејќи го неговиот менталитет, Australian Open ќе го освои. И тоа ќе го направи поразот на US Open помал. Затоа што киде кон нов поход. Киде кон нов поход. Тоа е тој менталитет. Идам на наредната препрека. Се деси што се деси, се вложив, загубив. Толку е, крај. Идам кон наредната препрека. И тој менталитет не дозволува да ни се активираат сликите. Затоа што многу често ние сами ги активираме сликите за да се оправдаме. Кај ја проблем, ја ќе бев најбољи кошаркар, ама за тоа коленава што ми беа поврзал, за тоа не успеав ја. И са сите одоколу ти си ги научил дека колената ти се занигди, само за колената збориш, и колената му се проблем. И она има мигрена пред да треба да водат љубов со сопругот, и детето има стомак го боли секојаш пред да иде на испит, и не знам што друго се случува. Мислите, ако разбереме малку како умот функционира, треба да го прашаме некој човек, треба да му помогнеме на тој човек. Што се случува? Што ти се случува во животот? Кај ти треба помош? Како можам да ти помогнам да ги надменеш препреките? Што е за тебе важно? Не, на човеков не му оди добро, сите ке му изнакажат нешто, никој ништо не го прашува. Зошто? Кога? Од кога почнува ова? Затоа што ако не го прашаме човекот, нема да му активираме умот преку глава му од совети. Прашете го. Што се деси? Што ти беше целта? Што мислиш дека можеше подобро? Знам дека си разочаран. Дали мислиш дека... До кога мислиш дека таа состојба на разочараност е окей за тебе да имаш? И тоа е паметно прашање. Затоа што гледај, разочараниот човек, он ќе си даде на себе си рок до кога ќе е разочаран. Можеш да го прашаш. Што мислиш до кога мислиш дека треба си? До кога мислиш дека е окей да си разочаран? Биди разочаран до тој момент. Затоа што ако го прашаш така, го ставаш неговиот свесен ум врз контрола на неговата разочараност. Иначе он кога е у автоматизам да е разочаран, он не сваќа дека ова сам го креира. И ако го прашаш човек, да те прашам нешто, што мислиш до кога е окей со тебе да си разочаран? Те преварила сопругата, разбирам дека не е окей, ама те гледам дека си година дена разочаран. До кога мислиш дека е окей за тебе да се разочаран на таа тема? Вика, уште пола година. Добро, биди. Ама барем он ќе стане свесен, чекај, ја го криирам ово? Можда и ја да го криирам разочаран? Можда сум
Сум отишол многу подалеку од колку што сум требал да бидам разочаран за таква работа. Гледате, до колку мислиш ова? Океј? Ако ти требаше пола година, земи. Разбирам. И веројатно наредниот ден више нема да ја разочаран. Зошто? Затоа што свесниот ум се вклучува. Ме разбирате? Свесниот ум се вклучува. А свесниот ум се вклучува со паметни прашања. И свесниот ум, за да излезе од автоматизам на нештото, ме разбирате, секогаш мораме да го прашаме умот. Затоа што умот знае, умот не е глуп. И човекот не е глуп. И овие работи ви се интересни, затоа што вие сами ги знаете. Затоа што е едноставно тоа вистината. Затоа што, у суштина, ние сме толку моćни, ние сме толку јаки, да ако сами не се ставиме у каша, никоја нема моќта да не стави у каша. Само ние, кога ќе одлучиме дека така ќе биде, ќе им вратиме. И на светот, и на тренерот ќе му вратам, мора и на мајка ми ќе вратам, и на сестра ми ќе вратам, и на таа учителката ќе вратам. На таа со клучоме мамаше так. Абе главата од неа ме боли. Океј, нека те боли. И враќаш ми уште на учителката. Добро, таму имаш мигрена. Океј? Врати. Едноставно, може да има многу причини за различни состојби и секој човек си ја знае својата вистина за својата причина. Затоа не функционираат сугестии и проценки, тебе ти ово таму, тебе ти ово таму. Никој не знае на кој од кај му е. Он знае. И ако он не го отклуча тоа, и ако он не препознае од каде му потекнува нештото, со сугестиите ние што му ги даваме, верујте нема да му помогнеме. Ама он знае и може да се помогне. Само треба да се постават вистински прашања. И ако ви требаат вистински прашања, прашате некој кој што знае да прашува, или ве молам, јавете ми се за тоа што има стварно изработени специјални прашања, кои што ги открил и самиот Хабард, кои што кога ќе те праша нешто за некој проблем, ти светнува и добиваш до сознание и добиваш откритија во врска со некоја состојба, сваќаш дека за многу тие работи да, околината помогнала, ама ние го држиме тоа што не ни се свиѓа. Така да има веќе спремни прашања за вас, со кои што може да се откриете многу работи во вашиот живот. Океј? Јавете ми се, сакам да работиме и тука сум за вас. Океј, имај убава вечер. Чао, поздрав.